Добре дојдовте во уште едно ново издание на Fair Play. Драго ми е што сте со нас на телевизија Телма. Неделното попладне го користиме за нови теми поврзани со спортот. Меѓутоа нема да биде тоа нешто ново и во минатите сезони, во зимските месеци, во периодот кога се приближуваме кон празниците, ние ги користиме овие прилики да направиме еден убав спој меѓу спортот, меѓутоа и музиката. Сакам да кажам дека ексклузивно во рамки на новогодишната програма на телевизија Телма, вие ќе можете да погледнете дел од јубилејниот концерт по повод 40 години група Меморија. За оние кои што беа во арената Борис Трајковски, знам дека ова беше едно ново, убаво и незаборавно доживување, барем такви беа коментарите, меѓутоа за кратко ќе дознаеме од прва рака какви беа впечатоците на публиката и мислам дека ќе биде ова совршен момент да погледнеме дел од тие инсерти, а да разговараме за музика и спорт со најголемиот спортист меѓу музичарите на Меморија, а тоа е Петар Ѓоргиевски Камиказа. Бидете со нас во Fair Play. Да. Еве, ќе имам еден посебен супер аутфит и кога ќе сакам да одам на концерти, ама мислам дека е добар и кога ќе одам на водно или да спортувам и така натаму. Што се однесува до група Меморија, каква е нивната музичка кондиција, докажа и покажа уште еднаш, соодветно на нивниот јубилеј, 40 години постоење. Реков, оние кои беа таму можат да зборуваат долго за сите тие впечатоци, меѓутоа денеска покрај за музиката ќе провериме и оваа другата кондиција на поле спорт, како е на мојот денешен гостин. Секогаш е задоволство и за спорт и за музика се разговара со Перо Камиказа. Добре ден. Добре ден, најдов Јана. Повтор пат во Fair Play. Така е. Тоа сигурно говори дека спортот уште е тука, не може без спорт и без музика. Значи тебе со мене ти тргна од Телма. Да. Неколку пати имаше обиди да дојдеш до мене, али од Телма натаму више станав апсолутно. Ама Телма шампионски. Така е. Ја ти реков минатиот пат бевте со Ванчо Димовски, он покажа MVP беше. Така е. 3 дана подоцна, така да одиме во добро темпо. Така, баш ми драго. Реков публиката е таа која што ја дава секогаш финалната оценка како поминал еден голем настан, па така и концерт. Меѓутоа секако сакам да слушнам кои се твоите впечатоци, затоа што веќе имаше време да некако се средат тие емоции, предпоставувам. Да, следеше многу долг период на припреми за концертот, како и секогаш. Како што правела Меморија, тоа е исто како и во спортот. Мораш да имаш многу добар и долг тренажен процес, за да дојдеш до крајниот резултат, а публиката тоа ќе знае да го оцени и процени најдобро. Секогаш кога сме правеле ние концерти, публиката ни верувала. Ми е многу драго, но тие корени кај мене ги влечам токму од спортот. И благодарение на спортот, војската и мојата упорност која ја поседувам и дедо Бог што ми ја дало дозгора, е она што резултирало ни животот да имам разноразни авантури и приказни зад себе. Имаше некој посебно добар коментар, некој коментар што ти е драг или специфичен, видов нешто споделувате, нели, делоци од тоа, меѓутоа вака лично, те изненади ли некој? Има на стотици, сега да кажем илјадници, мада има и така. Сабајлето кога станав после концертот, например во инбокс на
На Вибер има преку 1500-600 пораки. Пораки? Да. Не знаеш, прво е непријатно да одговараш на сите бидејќи нема да стигнеш, ќе ти треба многу време. А јас се уште ги немав средено впечатоците од самиот концерт. Предов на месенџер од месеџис од Facebook, таму беше преку 2000. Пошто имам таму 10.000 на едното, па 25.000 на Вис Меморија. И им одговорив на сите, без вас ова немаше да има смисла. И после следеа лавина од коментари и го употребив она славното на нашиот кошаркар Леле што направивме. Леле што направивме, најдобра изрека. Да, и одоздол ми пишуваат, абе нема што направивте сега, мора спремајте друг, вика ова е, вика вау, а коментари на милион. Драган Костич напиша многу убаво, емоции, солзи, љубов. Повторно како и секогаш, само овој пат за степен повисоко, има ли уште повисоко? И така натаму и така натаму. Значи, коментари кои ви даваат желба да продолжите да го работите оно што го работите и дека сте на прав пат. Минатиот пат, од минатиот концерт, претпоставувам дека највирална и највртена и најслушана беше онаа снимка од Дирлада, како и самите реакции. Секако дека таа песна си живее, меѓутоа тој даде некој посебен импулс, нов, да, и сега е на сите веселби, на сите случувања Дирлада повторно тука. На овој концерт имаше ли некој таков посебен момент што веруваш дека најмногу овој концерт изобилуваше со такви моменти, значи изобилуваше навистина. Имавме гостинка која е де факто од Струмица, живее во Берлин, Александра, која свиреше на песната Возови, саксофон, која е иначе постдипломец во Берлин на Музичката академија. Имавме Филип Николовски, кој е дете со проблеми во одот, фактички во количка, и он заедно со нас испеа песната за Добро да е, што е песна на нашиот гитарист, новиот од Прилеп, Рубин Димковски. Неверојатен настап на Адријане Јаневски и отварањето на параходот во она што вие ќе го видите премиерно кај вас во Телма. Една изваредна секција дувачка, Зурла и Тапан. Имавме женско девојче што свири на Тапан, да. Тапан, потоа нашите изваредни вокали, но морам да кажам дека енергијата што ја донесоа Ружица од Ареја и Дани беше за мене нешто што знам дека, бидејќи јас сум инвестирал дел од себе во нив, значи во времето кога биле млади и почнувале, заедно со својот бенд и Ружица, Дани како учесник на Скопскиот фестивал кога јас бев директор, си реков во себе, сум бил во право и тогаш, овие се исти како кога биле девојчиња од 18-19 години. Имавме директно јавување од Симон Трпчевски, од една концертна сала, кој кажа дека пораснал со песните на Меморија и дека сега ќе ви отсвирам како отприлика јас ја замислав Меморија и на едно концертно пијано отсвири на вистина 2,5 минути. Многу идеално, за потоа да се надоврзе Сара Мейс, која на Оган под звездите со харфата и даде апсолутно една нова димензија. И сметам дека токму Оган под звездите овој пат ќе има таа чест да биде примат на овој концерт. Хајлајт, ќе видите вие хајлајтите и почетокот на концертот веќе некој што го видеал, бидејќи ова вие што го добивте во работен процес. И мислам дека ќе уживаат сите гледачи во тоа што ќе го видат и се надевам дека после ова многу работи околу она, нели, што само ова србите доаѓаат, она ќе паднат во вода, бидејќи ако во нешто инвестирате и средства, и труд, и знаење, на крајот тоа резултира со неверојатен фидбек и од тоа што луѓето, например, почетокот од концертот многу го дочекаа со солзи. Во публиката ми кажуваа едни, други ги гледам плачат, вика, не ми се веруе, вика. Другите ги држат рацата, вика, за десна страна од срце. Ние во последно време почнавме да се страмиме од тоа кога се споменува патриотизмот. Патриотизмот е одлика на еден народ. Значи, јас не се случило во мојата историја да мрзам некој друг народ или да го маловажам. Јас си го сакам собствениот. Секаде низ светот трчав со дрес Македонија и мислам дека по моето упокојување тоа ќе биде милионска сума за тој дрес на аукција. Се шалам, нели, имам намера уште долго да ве забавуваме. Секаде низ светот, да не зборуваме Њу Йорк маратон, Рим маратон, Бостон и така натаму. Такви има преку 100. Да. И едноставно треба си ја сакаме државата
преку вакви примери да покажеме и дека ние имаме голмани, како нашите ракометарни голмани на голот, да ја бранат честа на Македонија. И се надевам дека во иднина и помладите колеги ќе се дрзнат да прават вака смислени големи проекти. Кога си сам и важно е се да не ти се Македонија ти нуди љубов и се. Ти самиот спомена нови членови, а нема да биде фер ако не ти го поставам ова прашање, затоа што публиката и јавноста многу коментира. Зошто на некој начин секој следен пат составот на меморија се менува? Прво, составот на меморија не се менува, овој пат се смени од разноразни прозаични, нели, причини. Некој мислеше дека повеќе припаѓа на Леписол отколку на меморија. Тука не можеш некого да спречиш да мисли дека е тоа така. Сме и понатаму пријатели, се посакавме успех еден на друг, зборувам за Димитар Божиков. Валентино Скендеровски ради своји некои лични ангажмани околу работењето во неговото студио и како професорлук за, мислам дека беше за некои студиски работи и ученици кои ги има и некои други обврски, реши да не биде веќе дел од нашата група. А за Бане Попович не би коментирал ништо. Добро. Океј, значи останува јавноста да си коментира, меѓутоа ние... Не, јас ви кажав сега за тоа што знам, а за ова последно... Ајде, ќе ви додадам. Значи, последниот концерт требаше да го заврши продукциски неговата куќа. 5,5 месеци, 6 немавме еден снимак. А сега, како што гледате, веќе за неполни 2 недели имаме скоро монтиран материјал. Да дојде до тоа да ми прати одредена компанија која ние не сме ангажирале, се опомена за тужба, затоа што не биле платени средствата, зашто ја стварно немав појма. И мислам дека тоа ја прелија чашата и тука ја завршивме нашата долгогодишна заедничка дружба. Реков дека ти си најголемиот, па и најпопуларниот спортист меѓу музичарите во меморија. Кој друг освен тебе спортува, макар рекреативно? Па Цале бубњарот, тоа е ритам секцијата уствари. Ние мораме да имаме кондиција и како најстари во бендот. Така, он игра кошарка рекреативно и секогаш кога се сликаме увек се грбај, пошто си една глава повисок од нас. Ете, јас го разбирам како му е кога ќе дојдат кошаркари од бекари во студио. Јас сум вечно мравка. Така, ама сега ние сме, како се вика, по јуз сите, од прилика 1,80-82, он е 1,90 и кусур. И увек има она, ќе се навали или ќе го седнеме на столица, а ние од позади ќе застанеме да не се гледа колку е висок. Мора да има сериозна кондиција, над 3 сати многу ретко се случува некој да свири концерт и да потсетам дека кога ќе свирите 3 сата концерт без ноти пред вас, тоа се многу песни, значи ќе треба да ви работи умот, ќе треба да ви работат емоциите, ќе треба да ви работи телото, ноцете, се заедно на крај го прави пакетот наречен меморија. И да додадам, оваа нова млада енергија што ја добивме, концертна, добро ви дојде. Ни дојде како освежување и Рубин донесе заедно со Давор. Давор е веќе член од 95-та година на меморија, специјално се врати од Канада за концертот на меморија 2022 година и од тогаш е постојан член на бендот, без разлика што 95-та година беше член на меморија и со него е сниман и петиот албум. Тоа е далечната 95-та година. Мислам дека точно тие што ги збунија малку позитивно сите оние што беа на концертот. И точно Рубин донесе апсолутно многу новитети во бендот.
Сега следува албум во февруари-март, 5 нови песни имаме веќе готови. Браво. И се пуштени во продажба и ги свиревме на концертот. Обработката на Јана. Оф, Јано, Јано, убава си Јано, мајка ти Јано, не те пуштав диско. Тоа е од познатата група Триангл, 75-та година. Значи, ние секоја година се враќаме назад. На прошлиот концерт имавме Конкорд, значи високи штикли и црни чорапи, сега имаме Јана, а може во една наредна прилика нешто што би требале да обработиме, сега враќаме 60-ти години, ќе биде од Бист без дал да плачам или да пеам. Така да по сегменти, по десетолетки на назад ќе обележиме некое време што сметаме дека за нас оставило траен белег. И Коце Икономов, инаку му е вујко на Апостол Икономов, на нашиот пеач, и се надевам да колку се биде во ред во некој од наредните години, дека и тој ќе биде со нас на сцената. Морам да се префрлам на спорт и сакам да се префрлам на спорт. Пред 2 години се видовме во студио и тогаш кажуваш и за некои подеми, падови во формата и така натаму. Како си сега? Каква оценка ќе даеме од 1 до 10? Сега, после концертот имав 7 дена неверојатна температура и затоа што дедо Бог, вклучувајќи го и физичкиот дел од телото, адреналинот не ти дава да се има компресија, која ти дава цело време да бидеш горе, дигнат. После тоа доаѓаш ималте да платиш цехот и во тие 7-8 дена дури немам ни статус напишано за концертот, сем тоа леле што направивме, затоа што за да напишам нешто треба да го преджвакам во тие денови, а кога имаш температура и кога се бавиш со здравјето, си фокусиран на тоа. Јас пред 6 години завршив на клиника како што завршив, значи неславно, и бев горе на тој свет, па се вратив назад и мене ми кажаа дека нема да можам повеќе од 100 метра да пешачам. Јас истата година по излегувањето од болницата истрчав полумаратон на Скопскиот маратон, како доказ дека да ги демантирам. Трчав уште известно време, но коленото веќе ја ослужи својата работа, после толку чотеци во спортот, толку километри истрчани, бев на операција кај Боро Илиев, ја направив операцијата успешно. Пробував да се вратам во трчење, но изгледав како шатка. Значи, не е тоа. Не е тоа она што јас сакам да се чувствувам горджас. Најголемиот проблем кај мене во трчањето беше што сакав да отстанам атлетски граден, значи да имам развиено тело, а при тоа да бидам брз. Тоа не постои. Не може. Тоа не може, поготово не во години касни 50 и почеток на 60. Но ете, јас и тоа сум демантирал одредени спортски кругови. Јас имам истрчано 1:40 полумаратон со 92 кила во Будимпешта и само еден сегмент многу битен, некои дечки од Белград, пошто таму немаше ливада, беше, па се пресоблакавме и вика, јао, еден матори како нас прошо на 19 километру, као брзи во списал во Македонија. И другари ми баже, ме врти, вика, еве го овој, вика тој. Свака час, мајсторе, знаеш, она, сенсеј. Да, се кога е ова сенсеј, да ви кажем уште една работа, кога го истрчав првиот маратон во Рим, доаѓам и трчам на стаза, нели, после 10 дена, и едни луѓе од Сабеле гледаат во сонце, sunrising. Луѓе јога вежбаат, и 10 души станаа како слегов на стаза и ми прават ај, викам, види мајката се, што им текнало, овие ме фортаат нешто, разбираш се, искрчав, се враќам назад до Обединети нации и моста, се враќам назад, те прашам што е, вика, чим си истрчал маратон, вика, тоа е, вика, мисловна дисциплина. Физичкото е само надградба. Вика, секоја ти чест, вика, и секојаш можеш, вика, да ни се придружиш, вика, бесплатно и сите ќе уживаме, вика, со тоа што ќе бидеш во нашиот круг. Има во студио нова медаља. Златна. Златна и тоа не е било каква 2024. Да, и сега ќе се надоврземе. Потоа, бидејќи видов дека не можам да трчам. Да. Успешно, како што сум трчал на дуатлон и на сите овие маратони, се префрлив на точак кој никогаш не сум го сакал.
апсолутно точак не сум сакал и кога ќе ги видев овие луѓе во овие панталончињава натегнати, викам ту јазик види на што личат овие горе на водно. И дојде ред и ти така. Поготово со овие шпринтериците што ги имаме што штракаат на водно, обично јас кога сум трчал по планини, ќе ги видев горе у домот и викам ау, и плани од прилика некаде 5,5 саат са бајле, јас на водно и се гледам си викам перове. Еве си ти исто како перове никад да не збориш глупости. Еве ти шанса да веќе 6-7 година. Значи сега сум апсолутно напален на велосипедизам. Имам разни врсти на точак. Опремата, еве го сега главниот дел. Да. Кој вози велосипед се почна да објаснува. Колку тежи точакот, какви му се губи. Јас само ќе скратам приказната. Последно мое ново искуство е e-bike. Тоа значи моторче кој ќе да може да ти помогне и сите викаат: "Абе ти можеш еве отвајаш медали, праиш она, се уште да возиш." Викам: "Другари, да ви кажам на работа. Ако сакам да се качам на караџица, а при тоа да возам со млади луѓе, а наредните 3 дена да не лежам болен дома, e-bike е супер. Топ. Друго, сите големи мајстори во бициклизмот имаат e-bike-ови за слободните денови кога прават вадење млечна киселина од ноците. Со 7-миот ден на Тур де Франс секогаш се користи e-bike за да може да има висока каденца, за да може да ги извадат млечните киселини, да има низок пулс. Ова е од Халк Вело Грин трката, неколку години поред тамо нели освојам злато, во 2 има години. категории разни. Да, ние сме over 60. Да. Добро. Мада и во помладите кога ќе земете од вкупниот пласман, секогаш сум некаде во првите 30. Имаше конкуренција или немаше, без проблем? Имаше уште 5-6 души, мислам, оваа година, но годините кога јас бев дел од организацијата на ова, секогаш носев многу постари од мене. Например, го викаат еден Миле Тепих, кој е роден 36-та година и вози точак и ден денеска, се качува на водно, значи за некоја година ќе има 90 години. Изгледа феноменално. И кога ќе ги донесев нив на трка во Маврово, секогаш бев позади нив. Значи беше неумесно да ги победите тие што одамна ве победиле фактички со годините и со сопственото искуство. Така да во години сега веќе 2 веќе не сум во дел на организацијата, таму е мојата ќерка, која е by the way и дизајнер на дизајнот на маичката што ја видовме е незин. Да, дизајнот еве уште еднаш заслужува. На мојата ќерка и целата организација на концертот, фактички извршен продуцент е Кристина Ѓоргиевска, тоест мојата ќерка, заедно со Бошко. Кога дава инструкции, барања, кога има и така натаму, нема расправање? Јас се трудам да во голем дел веќе не бидам дел од фирмата KLS. Она сериозно се зафати со оваа работа, ги има моите гени, но ги има и женските хормони, што е тотално разбирливо, нели? Вие кога имате оние циклусите кога ви се малце чудни. Тешко оди работата. Па не тешко оди, него тогаш не смееш ништо да кажеш, ништо не разбираш ти џабе ова така. Па така најлесно е, само слушаш наредба. Да, и ама ја не сум научен да слушам наредби, тука понекогаш има мали конфликти, но тоа се креативни конфликти. Јас учам од неа, извареден дизајнер, извареден организатор. Има уште некои работи што треба да ги надополни во овие неколку години и се надевам дека ќе ја превземе фирмата со целост и дека јас сум тевак до 64 години и дека од другата година класично ќе се пензионирам, бидејќи ќе пишувам книги. Имам намера да напишам 3 книги, една е поврзана со спорт, другата е поврзана Facebook, е поврзана со почетокот зошто имам Facebook, ајде тоа да го кажем во сегмент. Двајца наши планинари загинаа на кај Макчалан и девојката е ќерка на еден мој пријател, новинар од Македонското радио, Маријан. Калина е девојката. 2015-та доаѓа и ми покажува, вика, јас со тебе сум била на толку планини, толку си ми драг, ама ова што го правиш не го бива. И јас викам, Калина, 2 јануар, ние секогаш на 2 јануар сите се качуваме на водно. Што сме по планините, што сме били, висел кај избегавме. Некој направил Перо кај ми каза профил, ги земал сликите мој како вие и си отворил во моје име Facebook и на Калина изгледа ја погодил жицата како што треба и пишувал се што вулгарности, што не се својствени за мене во мојот вокабулар, а камоли да земам да пишувам и викам Калина, а она сега ми листа, ја се ежам. Сега кој ќе ми текне, зашто е? Имаме ние неколку пријатели кои се бават со
тие нови медиуми дигитални, го најдовме кој е и не сакав да отидам да се сретнам, пошто ќе завршеше лошо човекот и едноставно им кажав, дајте одиме да пријавиме полиција да го несе, остави му, викам, заборај го, отворив профил. Калина ми беше, за жал почината, 001 првиот пријател на Facebook. Од тогаш до сега имам напишано илјадници приказни таму, комуницирам со десетици илјади луѓе. И ете, една убава приказна, плани да ги спомнавме, таму имавме неверојатни дружби со многу други луѓе, но тоа може би за некоја друга емисија. Само малку ќе се вратам на велосипедот. Еден од колегите тука во Телма ми кажа, го гледам ја Перока, ми каза наводно, ама некако многу важен се прави. На велосипедот ти дофрлува, сака да се прави важен пред останатите, демек дека е најбрз, дека најдобро вози и така. Вистина е тоа? Не, едноставно генерално возам сам кога правам тренинзи, а иначе имам една изваредна екипа од електрофакултет, Маре, Томас, Томче и останати со кои возиме до Јегуновцер на некои подолги стази, одиме на пример до Вратница кај што Горден испрема жуле, многу други интересни работи. И знаете, кога една работа ќе не може да ја правите, ќе може друга работа да прави. Само треба да имате смисол за тоа дека вие сакате да се бавите со спорт. Еми викаат што ќе се деси ако нема да можеш да возиш велосипед, па ќе пливам. Па таа добро. Значи има уште 100, па ќе тренирам јога. Има многу опции. Значи опции има милиарда. Само луѓето, знаете што, влегуваат во една собствена комфорт зона и само кукаат. И само плачат на собствената судбина, не пробувајќи при тоа да ја сменат собствената судбина. Бидејќи во секој од нас е Господ. Вчучи еден Господ во секој од нас. Нашите ангели чувари се тие што ни даваат шанса во овој живот да правиме се. Наше е дали ќе одбереме да ја слушаме интуицијата која ни вика излези од комфорт зоната, шо мајка бараш тука. Превземи нешто така. Превземи нешто, направи ова. И мислам дека сите оние што излегле од комфорт зоната знаат за што зборувам, сите оние што не излегле од комфорт зоната и понатаму ќе лајат, за жал. Но уште колку работи ме чекаат во овој живот, само дедо Бог да даде здравје. Кога веќе спомена некој спорт ако не ти се допаѓа, тогаш можеш друг. Ајде да се вратиме сега назад времето. Зошто карате е спорт што не ти се допадна? Тоа е по мојата повреда од гимнастика, од некои државни првенства, пораснав некои 17-18 сантиметра и после зараснување на двете скршени ребра, почнав карате да тренирам кај Живко и цело време некои работи таму, немаш допир со човек. Значи, јас сум научен, некој јас правам нешто што ќе ме мотивира за да ова катите што се учат за жолт појас, малце ме правеа несреќен. Гледајќи ги другите колеги од џудо што тренираат, тука имаше одма контакт, директна борба. И после некои 4-5 месеца бавење со карате, али таму ја научив голем дел од дисциплината собствена. Од гимнастиката, психомоториката, а од каратето дисциплината. Предов во џудо клубот Вардар, тогаш беше во Партизан 3. Многу важно да се каже дека дома не знаат, како и многу пати. Не знаат за оној другиот спорт што е после поврзан со... После џудо? Да, после џудото. За џудо знаат. Да, за џудо знаат, нема тоа е кимоно, влечење, најшмоците други. Во џудо има повреди, не е баш така најбо. Добро, има повреди, ама вамо кога ќе имате 8 борби една по друга, зашто ќе зборуваме само една минута после ова, е малце повеќе и потраорно, значи тоа е спорт кој изискува елиминација, секој со секого против секого до првото место. Океј, одиме поред, значи со џудото што? Да, и во џудото бев за 3-4 месеца доста успешен, кој после тоа ми помогна во подоцнежните години во војска, во специјални единици, а и после тоа во џиу-џицу кога почнав да тренирам. Значи, ме погледна Насев и му вика, дај го, вика, овој, на овие браќава двајца тренери што ни беа, дај го, детево, вика, ни треба за 68 кила, вика некој, во борење. И отидов во борилачкиот клуб, тогаш боречкиот клуб работнички формиран. Тазе во Партизан 3, тренирав некои 3-4 месеца, тренерот Ментас Алибего ми беше личен тренер, бидејќи виде валјда некоја снага во мене. И во Штип беше државното првенство и јас од 8 борби 7 со туш ги решив.
многу брзо. Со само 3 месеци тренирање. Со 3 месеци тренирање борење, со претходно голема физичка подготвеност и 1 година дена скоро џудо тренирање. Од џудо захватите уствари јас ги применив во борење, фаќање малце виткање за врат и така натаму и Има финти, финти и така натаму и дојдов во ситуација да влезам во директна борба со Шабан Сеидиев. И Ментас му беше тренер и на Шабан Сеидиев и мене. И го фрли белиот пешкир во финалето. Викаме, кога ќе имам шанса друг пат да се борам со светски првак? Не ти сакаше, не ти беше страф. А зашто страф во борење? Знаеш, има многу модрици, ама нема такви директни контакти како во кикбокс, како MMA и така натаму. Нема такви работи. И он вика, немој, ово е светски првак, вика и во борењето, вика ова што е аматерското е една работа, во сериозните вика борби, вика има сериозни повреди, вика он вика поубаво така што направивме. И добро се повлеков. Нема борба. Нема борба, ми ја предадоа борбата. Го послушав тренерот. Знаете што е многу битно во спортот? Да си го слушате тренерот. Тренерот ви е све и свја. Вие можете малце да се побуните, ама тренерот ако рече сус, тоа значи сус. Има зошто. Значи 99% сум немал шанси да мрднам да го победам Шабан Сеидиев, ама 1% ми останал во главата како, нели, значаен проблем дека ќе се фатиш во борба со светски првак. После 2-3 дена татко ме виде цел модар од борбите што сум ги имал претходно. Бидејќи беше директор на основно училиште Јане Сандански, председател на управниот одбор на Лирија, школата кај што работеше Ментас Алибего. Кога му кажав дека тренирам борење, дека тој ми е тренер, отиде на редниот ден, му кажал тоа што му кажал и после недела дена кога отидов на тренинг веќе не ме примија назад и тогаш сватив дека уствари и Ментас и татко ми биле во право, но мојата приказна во спортот продолжува и така натаму и нема крај, но ете тоа беше една епизода од боривачките вештини на почетокот. И сега многу важно, имаше прилика сето ова да се прокоментира подоцна со Шабан. Да, Шабан се сретнавме во сауна после долги години и ми вика, да знаеш, вика, ако влезеше, вика, тогаш у борба ќе те цепев како мачка, вика. Вика, не сум видел некој да тушира толку, вика, знаеш колку сум бил спремен све да ти направам, вика. Му викам, свака час Шабан, ја немав намера да те навредам, значи далеку од тоа и со него сме добри пријатели, керка му е позната пејачка и навистина сум уживал во тоа што со такви светски личности од спортот сум бил и близок и пријател ден денеска сум. За моторите, сега на тоа ќе преминев поради значката, да не остане дилема зошто оваа значка дека сум се накитила. Од што е значката? Ние имаме клуб Букефал кој е одамна формиран, можеби еден од постарите клубови во Македонија. Тоа е клуб со голема традиција, ние го наследивме клубот од одредени особи кои не се веќе во мото дружбата. Со нас е еден од најстарите членови во клубот, Сашо Дели Николов. Ние сме 6. Тој клуб има статут во кој не може да има повеќе од 7 члена. Но нашиот клуб е клуб со најмногу километри во Македонија, од новите клубови, зборам од новата генерација на клубови. Пред нас имало, мислам дека Зрно се викаше, па потоа АЦ Пијано и уште еден куп редица луѓе што пред нас имаат направено навистина големи километражи, но нашиот клуб има сега од последните неколку години 6 вакви меритума. На Сашо меритумот е златен, имаме 2 сребрени и 3 бронзени. Така да, ова филм рели тој од Сарагоза, како најброен клуб, најдалеку стигнат во Шпанија, ланската, преклани. А оваа другата е од Италија, како најброен клуб од Балканот, ланска година, бидејќи бевме и со наши гости имавме. Лани беше Лени Јовановски со нас, гости на нашиот клуб Букефал, беше Јохан Тарчуловски со сопругата и уште 2-3 нови кандидати за членови, едниот веќе го примивме. Виктор се вика момокот, IT инженер и така, тоа е една друга возбудлива дисциплина која е исто спорт. Абсолютно. И сега мислам дека на добар пат да не сруши Стојан Поповски, нашиот
познат триатлонец. Да, триатлонец, ама со моторите е секогаш. Значи, секогаш. дечкото го прави она што јас сум го правил како гимназијалец. Кој ќе ви кажам во најдобра смисла на зборот. Јас со мотор одев на факултет кога беше снег 40-50 сантиметри. Столе сега вози по снегови, по планини, по долини, усред зима, од позади го носи точакот, оди на такмичење. Значи, фасциниран сум од неговата... На моторџиите никогаш не им студи. Знаеш, кога и да ги прашаш, бре, ладно е за на мотор, не е ладно. Сега ќе ти одговори другаче, ама нема... Овие младиве сега све им смета. Нас не ни сметало ништо никогаш. Ни сега, ни тогаш. Еве, ние имаме во Норвешка отидено за 5,5 дена, тоа е некаде 6000 километра во еден правец и тука е исто една интересна приказна. Се вративме назад од Норвешка, тоа е најсеверната точка во Европа. И на враќање имаше Фимрели во Сунсвал, Шведска. И таму се јавува неговата сопруга и вика: Ален, а ние стигнати сега полека, викаме, ќе се вратиме у Берлин, па ќе се одмориме, па ќе идеме у Прага кај пријатели, па ќе идеме у Будимпешта кај пријатели. Да. Назад ќе ни беше уживање на 7-8 дена, имавме намера лека полека да се враќаме назад. И вика: јас сум у болница, ќе се породувам. Ама ели не може да се породиш? Јас сум, вика, у Шведска сега. Абе, вика, ја не знам како. И у истиот момент со дигнати нозе прв пат толку денови имавме комотна бања. Бидејќи кога ќе одите тамо во Норвешка, во Нордкап, тоа се импровизирани услови. Значи, така речи, може да се бањаш кратко, топла вода наплаќаат, што ја знам, 10 евра е 5 минути туширање и така. Тоа е друга приказна. И ние дигнати нозете нагоре, сите викаме: добро, утре го возиме официјално парадата на нации и тргаме назад. И од Сунсвал до Полска, некаде до Дахау, логорот, 1540 километра ги извозевме во еден дах. Уморни, утепани, наредниот ден возевме до Скопје. Денот кога веќе бевме пред Врање, Ели се јави и вика: Ален, ова беше лажна тревога. Каде до сега ти било најубаво за возење? Сегде ми е убаво. Животот е прекрасна работа. И на шала, например, некој ме прашува: добро, што би сменил во твојот живот? Ја, кога би имал шанса да биде репете, ја би бил повторно перока, ми каза, и ништо не би сменил. Исто? Исто. Ја мислам да не речеш уште некој спорт ќе се обиде. Не, ама тоа тек следи. Сигурно, следи, има време, има време. Тоа е продолжува, нема тоа застанување, продолжува и неколку точки, нели? Да. Да, нема крај на... Нема застанување. Кажи ми дали ги поддржуваш, одиш ли на надпревари, немаме премногу можеби шанси. Меѓутоа еве кога Македонија игра дома, кога има нешто од спортовиве, особено екипни што ти е интересно, одиш да гледаш во живо? Јас екипни спортови почитувам, но сум индивидуален. Најмногу индивидуалните спортови ги поддржувам, бидејќи многу помалку внимание има. Ти ако погледнеш на мојот Facebook профил, све е кикбокс, све е бокс, све се спортови индивидуални, теквондо и така натаму, кои имаат многу мал одглас, бидејќи сите ние што имаме некаков допир со повеќе луѓе на Facebook, на социјалните мрежи, преку нас дознаваат, например, во цела. Порано вести биле за тоа битни, сега Фејсбукот е нешто, или Инстаграмот нешто што еден куп луѓе што живеат надвор од Македонија, многу луѓе што живеат во Македонија не знаат за успесите на македонски спортисти. Јас сум, така речи, продолжена рака, амбасадор нивни. Ти си инфлуенсер, со понов збор, ама. Инфлуенсер е убаво да направиш бузи ако си женско, што ја знам, ако си машко да имаш златен ланец. Ти си за спорт, не одиме у таа категорија. Не, сакам да ти кажам, во смисла на тоа дека инфлуенсерството, дури не знам да го изговорам, не ми е од аспект да бидам популарен, јас сум доволно популарен, туку да му дадеме значење на одредени спортови кои нашите многу ретко во медиумите ги поддржуваат како такви. И мислам дека во таа мисија сум доста успешен. За Дарио исклучително се радував оваа година. За учеството на Олимписките игри има еден извореден тренер кој е припадник на единицата Волци. Беше во Ферплей, така. Да, извореден момак кој направи заедно со него резултат која знаат дека точно кога ќе се соединат љубовта кон спортот, кога и тренерот и тој што трча се заедно трчачи, тоа го дава резултатот и се надевам Дарио дека во иднина ќе прави уште големи резултати за Македонија, кога е атлетиката во прашање. Во наше време имаше организиран спорт. Значи јас кога тренирав гимнастика, 600 деца доаѓаа на тренинг на гимнастика кај Јове Јованов, професорот по психомоторика на ДИФ.
од кои 6 беа екипа. Може да замислите, тој како да се кандидирате за Олимпијада. Бидејќи многу деца дојде од тогашна Русија, Украина, и тие деца дојдеа многу спремни. Јас бев единствениот од екипата од 6, што беше македонски егец во екипата, така да влезеш во првите 6. Тоа беше неверојатна мисија и многу сум горд на тоа време, така речи како да си учествувал на Олимпијада кога си бил во државната репрезентација на Македонија. Оваа дали знаеме која е поред медаља твоја? Значи во веќе престанав. Барем од прилика? Веќе престанав да бројам, имам во планинско трчање неколку освоени бронзи. Во овие поновите 10 години што беа дека активно се бавев со трчање, имам преку 110. Во велосипедизмов имам некаде околу 13, а претходно во спортовите што сум се бавел, ако ги наброиме спортовите, ќе ти помине уште една емисија. Мислам некаде околу 43 дипломи и медали, што јас сум ги закачувал на Facebook, се знае зашто зборуваме, за кои спортови. Многу се во прашање. Имам веслано светско првенство 75-та година во C2, сосема случајно, не во мој спорт. Бев обичен носач на ливче, но не се појави имер од мојот клуб, па заедно со Тоше од Ласта. Место него ме бутна и го видов цело дно на матка. Од 40 екипи 11 излеговме, никогаш не сум веслал C2, ми беше прво искуство. Така да имам многу работи кои дедо Бог сполајму. Да. Ти благодарам многу. Се што не кажавме од анегдоти и од вистински твои успеси, ќе имаме следна прилика. Најави дека треба да се пишуваат и книги, така да теми секогаш има. Многу сум благодарна што... Почнавме со тоа Facebook Book ке се вика првата книга. Тоа е благодарение Господа ја прости Калина. Бидејќи има почеток со неа. Да. Другата ќе биде бела книга и третата ќе биде како да се излечите од притисоците на лекарите. И во таа книга ќе пишувам точно дека во одреден дел треба да се случа конвенционалната медицина, но во друг дел ќе треба да му веруваме на алтернативната медицина и најмногу на себе си. На себе, да се слушаме. Ако вие сте компјутер, ние сме сите компјутери. Ако ние на нашиот компјутер му напукаме 500 багови и викаме овие багови не се чистат, никогаш нема се исчистат. Ако вие почнете еден по еден систематски да ги чистите, на крајот компјутерот ќе се убрза, срцето ќе почне кај нас да работи поспоро, ќе почнат повторно да се редат спортски успеси, мисловни успеси и така натаму, и така натаму, и така натаму. Ти благодарам многу, до некоја следна прилика. Мислам дека ова е супер на ваков начин да ни заврши разговорот. Ти благодарам на прекрасната дружба, од секогаш си ми била симпа, знаеш ти за тоа, уште мала кога беше, така да ми е особена чест и задоволство што сум твој гостин. Благодарам многу, како и секој пат, за мене лично инспиративен разговор, а верувам и за гледачите. Јас верувам и понатаму, како што кажав уште на стартот, дека музика и спорт секогаш се супер комбинација. Уште еднаш ве потсетувам дека освен сите оние сегменти кои денеска ги погледнавте во Fair Play, а се поврзани со концертот на Меморија, нешто поубаво, подолго ќе можете да видите во рамки на нашата новогодишна програма. Останете и натаму на Телма и уживајте со нашата попладневна програма.